Mirë, ne vazhdojmë në frymën e ruajtjes një trupi dhe një mendje të shëndosh. Aksionin e fundi që e ka ndërmarrë Gorska, apo Gorska Voda që më së shumti e njohim, është pikërisht në këtë drejtim. Më 6 maj ata filluan me aksionin e tyre Gorska on the move, apo Gorska në lëvizje. Është Simona Konstantinova, menaxhuesja e marketingut në Gorska Voda, që do të flasim pikërisht për këtë aksion. Aksioni i tillë do të vazhdojë një herë në javë në lokalitetet të ndryshme, ishte në parkun e qytetit këtë javë dhe pikërisht këtu do ta vendosim edhe fokusin e bisedës me Simonën. Simona, dobro utro, ni dojde. Ние ќе продолжиме во духот на здраво тело, здрав ум, така како што велат постарите. Во таа насока е вашата акција, ќе наречам акција што започна на 6 мај, ќе продолжи секоја недела до некаде септември, Горска on the move, Горска во движење. Да почнеме да поозборуваме малку повеќе за 6 мај, тогаш и кога почна. Зошто е оваа акција сега, колку е битно да се оди кон тоа, да се стреми кон тоа, да имаме здраво тело, во здрав дух и во здрав ум, се разбира. Така, на 6 мај во средата започна третото издание на платформата, позната под името Горска во движење или Горска on the move, како што кажавте. Да им појасниме на гледачите, значи се работи за бесплатни аеробик тренинзи организирани од Горска Вода во тек на месецот мај, јуни и септември во градскиот парк. Значи повикани се сите, би сакале да ги поканиме и вашите гледачи да присуствуваат на тренинзите на Горска. Целта на платформата е да се потенцира важноста на физичкото, на психичкото здравје на човекот и да ја зголемиме конзумацијата на вода, особено при спортски активности, затоа што, како што кажавте, тоа е многу битно. Ние додека позборуваме, јас ќе ги замолам и од режија да ни пуштат, имаме и фотографии од тоа што се случи на 6 во градски парк, значи еве овие се сликите. Тука можеме да видиме дека има многу поддржувачи, јас ќе ги наречам тие што дојдоа дента да ве поддржат, да бидат дел од вашиот фитнес без пари, така ќе наречам. Како се помина? Дали ги надминавте очекувањата или во суштина дали го постигнавте тоа што го сакавте? Па на наше големо задоволство, настанот беше многу посетен. Како и изминатите години, ова е трета година, нели, како го организираме, така и оваа година дојдоа многу учесници, имаше околу 100, можам да кажам. Очекуваме уште повеќе на наредните тренинзи. Значи многу го поминавме низ дружба, вежби и освежување со Горска Вода, значи сакавме токму тоа што го кажав претходно, да потенцираме важноста на здравјето на човекот и да се истакне важноста на водата како основна компонента во човечкиот организам. Колку е важна водата како основна компонента во човековиот организам? Па водата е многу битна и ние сакаме да стимулираме нејзино зголемено конзумирање, особено во летните месеци. Значи ние губиме многу течности сега кога е потопло времето, па поради тоа треба тоа да го надокнадиме. И особено при спортска активност препорачуваме да се конзумира повеќе Горска со L-карнитин и Горска изотоник. Тоа се нашите спортски пијалаци кои што го забрзуваат метаболизмот. При активност исто така даваат повеќе физичка енергија за вежбање. Симона, ме интересира луѓето кои ве поддржува или тие кои беа дел од оваа акција на 6, односно беше среда, и колку се информирани дека треба да пијат, додека вежбат, секогаш треба и да пијат вода, да ги надокнадат сите тие губени елементи. Па ние цело време го потенцираме тоа и на тренинзите, и на нашата веб страна, и на Facebook страната на Горска, дека треба да се конзумира повеќе вода, токму и мотото ни е тоа, drink more water или пиете повеќе вода, така да тие што вежбаат мислам дека се доволно информирани за настанот и за тоа како треба, значи што треба да се прави при вежбање, може да се најдат информации на нашата веб страна, на Facebook страната и на страната на Trinity, девојките кои што ги изведуваат вежбите за време на тренинзите, аеробик клубот Trinity. Уште тоа сакам да ве прашувам, девојките кои ги гледаат
гледавме и во сликите, се гледа дека напорно сакаат да ги навикнат и другите да вежбат, дека вежбите се многу битни. Што придобиваат, што добиваат тие што беа дел од вашата акција и што ќе бидат дел, зашто ние сега ќе објасниме малку повеќе и кога ќе бидат вашите други активности. Значи, кое би било мојата придобивка како Венера, ако бидам дел од вашите вежби? Па, вашата придобивка би било тоа што ќе си поминете многу убаво, еден час со Горска и со Тринити, ќе изгубите некоја калорија плюс и ќе се дружиме сите заедно. Значи, уште еднаш да потенцирам дека вежбањето е бесплатно, треба само добар ентузијазам и желба за вежбање, само тоа им треба на сите што се заинтересирани, нема никакво ограничување, сите граѓани се повикани, само треба со добар ентузијазам да дојдат на часовите. 6 мај беше само почетокот, реков и при почетокот на разговорот, ќе продолжите некаде до септември, додека бидат овие жешки месеци, така јас ќе ги наречам, додека и навистина може да вежбаме, навистина ни треба вода во тоа време. Кога можеме, каде можеме да се приклучиме кон вашата акција? Тренинзите ќе се одржуваат секоја среда во 19 часот во градскиот парк, на теренот, на помошниот терен на фудбалскиот клуб Работнички. Значи, тоа би дошло негде спроти Уранија, на почетокот на градскиот парк. Тренинзите ќе се одржуваат во мај, јуни и во септември. Правиме мала пауза во јули и во август, затоа што нели тогаш е најтопло, сите се на одмори, па решивме тие 2 месеци да ги прескокнеме. Исто така план ни е да се прошириме и во другите градови во Македонија. Тоа и сакам да те прашам, зашто на пример тие што не следат ќе земам пример од Охрид, од Струга, од Куманово, тие не ќе можат да дојдат во Скопје. Дали ќе можат, има убави терени кај можат и да вежбат и таму? Па да, има реакција и од граѓаните од другите градови, тие сакаат нели да присуствуваат на вакви настани, па поради тоа ние решивме оваа година да организираме и тренинзи во другите градови. Најпрво ќе започнеме со Охрид, затоа што како едно туристичко место нели во летниот период е најпосетено. Би сакале и во Битола и во другите поголеми градови во Македонија, меѓутоа за тоа ќе збориме понатаму кога ќе има нешто конкретно, кога ќе се знае кога точно и каде. Предпоставувам дека во август би се организирале тренинзи со Горска on the Move во Охрид. Вие имате и нови продукти. Сега во последно време, доколку те имаме тука, ќе те искористиме и тоа да те прашаме. Па да се пофалиме, значи Горска мораме. Мора. Горска започна со производство и на алкохолни пијалаци од неодамна, од пред неколку месеци. Почнавме со производство на пиво, староградско пиво. Тоа е првото премиум пиво на пазарот, прво непастеризирано пиво. Значи се работи за високо квалитетен бренд. Би сакале значи да ги информираме граѓаните, може да се најде во сите маркети каде што има горска вода, во сите ресторани и кафулиња, да го пробаат староградско пиво. Симона, една препорака до сите гледачи што не следат и фокусот на темата не е Горска on the Move, Горска во движење. Која би била таа препорака до сите тие кои не следат? Па да дојдат уште следната среда во 19 часот и ќе видат дека од кога ќе си поминат убаво, дека ќе не посетуваат понатаму на секој тренинг, да пијат повеќе горска вода и да вежбаат. Јас и ти ќе пиеме сега. Да. Значи, да повелат во вашите настани, зашто целиот тренинг е без пари. Значи, да, бесплатно е вежбањето, да потенцираме, значи поканете еднашка неделно, да. Еднашка неделно во 19 часот во градскиот парк. Благодарам Симона што беше со нас, барем се надевам дека успеавме малку да ги информираме гледачите. Другото им преостанува на нив да дојдат да бидат дел од вашата акција. Наредната е на 13. Да. Мај, наредната недела. Ти благодарам уште еднашка, ви посакувам многу успех на вашата компанија Горска. Па се надевам дека повторно ќе се видиме со други настани и со други теми. Благодарам и на вас на поканата, ми беше задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Праши која стандерува риште Симона Костадинова, маркетинг менаџуесја е Горска вода. Горска вода ka filluar aksionin apo trajnimet pa pagesë, çdo të mërkurën deri në muajin shtator mund të bëheni të gjithë ju pjesë e këtij aksioni, e këtyre ushtrimeve dhe mund të jeni pjesë pra nga ora 19 në parkun e qytetit këtu në Shkup. Vazhdojmë tani me një blok publicitar.